Со пикник скопјани протестираа пред Окта. Символично запалија скара и ја зачадија околината како возврат за загадувањето што го предизвикува рафинеријата. Министерството за екологија пред известно време излезе со податоци дека последните неколку месеци има двојно повеќе загадување од Окта. На чадот на Окта со чад, вака група граѓани со пикники и распалени скари протестираа пред Окта, како одговор на загадувањата на Скопската рафинерија. Побараа нафтената компанија да ги постави филтрите на оджаците и да престане со труење на околните населби. Окта е нераскинлив, сегментиран дел од нашето ткиво и нашето тело кој се длабоко влезе во нашите животи и не остави без дир. Окта не труе и сакаме да прекине со тоа. Ги прекрши сите законски рокови, не ги става филтрите. Навечер е катастрофа. Пак наутро е до некаде. Сега е ова ништо. Навечер во вечерните часови и водите отпадни што ги спуштаат тука се катастрофа. Веќе неколку месеци нивото на сулфур диоксид што го испушта Скопската рафинерија во воздухот е двојно повеќе од дозволеното. Од екологија досега не преземаа казнени мерки за загадувањата што ги предизвикува Окта. Надлежните вината ја префрлија во транспорт и врски, посочувајќи дека Окта ги завршила сите обврски. Но се чека на Министерството да ги издаде дозволите за работа на десулфуризаторот, кој треба да ја намали штетната емисија на гасот. Во меѓувреме, жителите во близина на Окта се принудени и понатаму да ги трпат последиците од чадот на рафинеријата. Реагира од Министерството за транспорт и врски. На 11 јануари 2008 година беше донесено решение дека се дава на употреба и може да се користи за предвидената намена постројката за хидросулфуризација во постојниот комплекс на рафинеријата за нафта, чиј инвеститор е Окта. Од тука не постои никаква пречка за употребување на овој објект, се вели во реакцијата на Министерството.